Добро вечер, почитувани гледачи. Го следите најновото издание на Само вистина. За сите актуелни теми вечерва во студиото на Канал 5 ќе дебатираат Звонко Давидовиќ, адвокат. Добро вечер. Добро вечер. И Петар Арсовски, аналитичар. Добро вечер и за вас. Господа, ќе започнеме секако со она што е најактуелно, нешто што веќе неколку недели уназад се говори, се зборува во јавноста, еве нели како што може да се види е и тема на препукување и помеѓу политичките партии. Станува збор за мигрантите. Еве денес опозицијската СДСМ поднесе иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста на резолуцијата на владеачките партии ВМРО, ДПМН, Вреди и Знам, која што ја поднесоа и изгласаа во собранието. Од СДСМ сметаат дека е неуставна и дека со неа се врши ограничување на слобода на говорот или целосна цензура, како што велат тие. Бараат неиздино поништување, па моево прашање и до двајцава, има ли такви елементи во она изгласана веќе резолуција во собранието за антимигрантска, еве така да ја наречеме, и каква одлука очекувате дека ќе донесе Уставниот суд? Ќе започнам со вас, господине Давидовиќ. Не можете, последно време не можете да бидете сигурни како еден суд ќе реши, затоа што знаете што се случува во нашето судство, ги знаете критиките и знаете колку многу е навлезена политиката во судството, така да не можам да ви одговорам што очекувам да се случи. Само едно знам, дека работата на опозицијата е секојаш да критикува, да биде конструктивна и да критикува таму каде што има место. Работата на власта е да го менаџира системот најдобро што може за граѓаните. Секој има право да критикува и мислам дека носење... Сметате дека еускратено правото на опозицијата преку таквата резолуција и дека е неуставно како што тврдат од... Тоа ќе го оцени Уставниот суд, но во секој случај нема потреба од таква резолуција затоа што има одредби и во кривичниот закон и во прекршочниот кои ограничуваат определени права и слободи на граѓаните, на политички партии, на било кои субјекти, и мислам дека е паметно да се држиме до тоа, а не да го зголемуваме начинот на кој ќе ги ограничуваме слободите, правата, говорот на било кого. Добро, меѓутоа резолуцијата не е насочена само кон наративот и говорот на опозицијската СДСМ. Така, има и други членови во неа, во каде што и владата се обврзува дека нема да прифати мигранти, дека нема да има изградба на никакви мигрантски кампови. Колку според вас се дава нели една сигурност и една потврда дека такво нешто нема да се случи со оваа резолуција? Така да ви кажам нешто, резолуција, договор е договор, закон е закон и се има своја тежина. Не би можело, е повеќе политичко прашање него правно прашање и донесено во собрание како политичка одлука на мнозинството. Но да ве прашам нешто. Што ако мигрантите не се мигранти, него се луѓе кои што ќе дојдат да бидат вклопени во нашата средина? Како ќе ги наречете? Сметате работници? Не, ништо не сметам, само ви кажам кои се можности. Искуството во праксата ме научило дека едната иста работа може различно да се толкува и да се гледа од многу различни ъгли. И да има многу различна тежина и значење, зависи кој го потребува и начинот на кој го потребува. Во секој случај сметам дека Република Македонија, без оглед кој е во прашање, треба да си ги запази своите интереси. Инаку ова е политичко прашање на кој мислам дека може повеќе да одговори другиот гости него ја. Ја можам за правниот дел да зборувам. Добро, господин Арсовски, околу уставноста или неуставноста на самата резолуција, како еве вие ја оценувате и што очекувате од Уставниот суд? Се согласувам дека е тешко да се предвиди што ќе одлучи Уставниот суд. Има елементи на таа резолуција која во основа во правниот промет, колку што јас разбирам, имајте предвид, јас не сум правник, има својство на декларација. Таа не произведува правно дејство, ниту произведува некакви правни механизми со кои оној дел кој ја ограничува слободата на говор врзана за темата мигранти би можела да се спроведе. Оној дел каде што владата и владеачкото мнозинство се обврзуваат дека нема да прифатат мигранти по такво име, тоа е окей, бидејќи тоа е некаква политичка декларација која има за цел да ја смири јавната фама која се дигна околу мигрантите. Но овој вториот дел е проблематичен, каде што се осудува еден вид говор, каде што се осудуваат
каде што се ограничува правото на опозицијата, медиумите и било кој во критичката ено слободно да говори на таа тема или да искаже некаков сомнеш. Ние имаме доволно правни механизми во нашиот устав е загарантирано правото на слободен говор со известни ограничувања. Не можете да поттикнувате верска, етничка омраза и така натаму. Освен тоа, постојат правни лекови доколку некој има да ја наречеме фейк кампања, имате закон за клевета. Имате и постојат правни механизми како било кое правно или физичко лице може во рамки на сегашниот систем да се бори против нешто што го смета за лага во јавниот простор. Не гледам причина зошто со резолуција би се атакувал тој наратив, иако имајте предвид дека таа не произведува правно дејство, бидејќи нема во себе вградено механизми ниту за прифаќање или неприфаќање на мигранти, ниту за ограничување на слободата на говор. Туку е сега во моментот една декларативна заложба на владеачкото мнозинство. Но ако ја погледнеме темата за мигрантите малку пошироко, моето лично мислење на страна, јас мислам дека на Македонија и требаат повеќе мигранти, а не помалку. Ние се соочуваме со недостаток на работна сила. Сите имаме проблем да најдеме работници, особено за некои професии. Сега прашање што ќе ви донесат ако вие прифатите таков механизам. Треба да имаме предвид дека Македонија е потписник на договорите за реадмисија со сите индивидуални земји членки на тогашни земји членки на Европската унија, вклучително Велика Британија. Значи Велика Британија ако врати нелегални мигранти чиво последно пребивалиште била Македонија пред да дојдат во Англија, ние мора да ги примиме по сегашните конвенции и така, но тие нема да останат трајно, туку ќе бидат привремено сместени во тој случај. Сега, очигледно е дека ние не сме сигурни дали имало разговори или немало разговори. Добро, беше негирано и демантирано тоа од сите официјални и нели надлежни институции во државата. Но некои политички партии англиски на медиуми во Англија ја убедува англиската јавност дека такви разговори се водени. Мислам дека можеби се некакви почетни разговори во таа смисла, не верувам дека се дел од договорот за стратешко партнерство, но веќе тоа стана толку политичка тема кај нас, што веќе и тие разговори се безпредметни, бидејќи стана политички невозможно да се прифатат такви комбинаторики. Добро, кога веќе имаше нели испратени официјален деманти до тамошните медиуми, британските медиуми кои што ги споменавте вие за објавувањето на таквите информации, па и други надлежни институции кај нас негираа дека постои било каков договор, дека ќе има во иднина прифаќање на мигранти, зошто сметате дека опозицијската СДСМ и понатаму нели секојдневно ја отвара оваа тема и секојдневно и понатаму тврди дека сепак мигранти ќе има, па дури и тврдат дека тоа би се случило по евентуални предвремени парламентарни избори напролет? Јас мислам дека тоа е една хипотетичка ситуација во која не може да се предвиди во моментот. Личното мое мислење е дека веројатноста дека ќе има предвремени парламентарни избори наредната година е помало од 50%. Поверојатно е дека ќе нема, одошто дека ќе има. Очигледен е интересот на владата на Велика Британија да најде места каде би ги дислоцирала нелегално мигрантите кои нелегално престојуваат во Англија. И нивен легитимен интерес е за тоа да преговараат со сите можни влади, вклучително и со владата на Македонија. Очигледно е дека такви преговори или такви најави имало, судејќи по изјавите на британските политичари на британските медиуми, но не гледам кај нас никаква потврда дека таков договор е направен. Тоа го нема ниту во договорот за стратешко партнерство, демантирано официјално и од амбасадата и од владата. Веќе е станато толку жежок политички костен што веќе не ни може да се направат било какви тајни или полутајни договори. Јас мислам дека таа тема е завршена и мислам дека опозицијата инсистира на тој наратив затоа што е политички подобен во моментот. Владата не се снајде комуникацијски на почеток околу тоа, не беа јасно поставени границите. Демантите, првите неколку деманти кои стигнаа и од британска амбасада и од владата на Велика Британија не беа баш деманти, туку се збореше дека да разговараме за заедничка мигрантска политика, но немаме никакви конкретни, не беше јасен демант. Тоа што мене ме загрижува во целата ситуација е ксенофобијата која се појави во македонското општество. Ете, не се сите мигранти криминалци.
на Германија се потребни 1.600.000 мигранти годишно за да пополни дупката во работната сила. Не треба на тоа да се гледа како догма, но како табу. Но ние сме таму кај што сме, веќе јавноста го кажа своето мислење, тие се очигледно е дека јавноста е против мигрантите и мислам дека ниту една политичка партија нема да посегне по тој механизам, а овој политички фолклор, опозицијата дали ќе обвинува владата, дали ќе се брани, тоа е театар кој ќе го гледаме во наредниот период. Добро рековте и вие досега, како што беше и демантирано, официјален договор околу такво нешто нели не е потпишан, колку што можевме да видиме нели во изјавите во јавноста. Според вас можно ли еден таков договор да се сокрие, доколку воопшто постои, доколку еве и во иднина биде потпишан? Мене не ми се верува дека може толку крупна работа која предизвика толку многу полемики, обвинувања, дискусии да се сокрие. Просто е неверојатно, особено сега. Така, па дури еве и премиерот Мицкоски рече дека најави дека и трајно ќе замине од политиката, доколку еден мигрант биде пронајден од страна на опозицијската СДСМ во државата. Вие можете во политиката да сокриете начелни разговори. Тие може да ги одвивате тајно, доверливо и така, но владата има право на тоа. Владата постојано води разговори кои не се за пред јавност додека не станат официјални. Меѓутоа, во моментот кога сакате таа обврска да создаде некаква правна обврска за државата, вие мора тој документ да го извадите во јавност, мора собранието да гласа за тој документ или мора да се донесе лекс специјали за него. Значи, ако сакате да го пуштите, таа обврска да ја пуштите во правен промет, мора да ја дадете некаква форма. Дали ќе го изгласа собрание, дали ќе го поднесе влада, дали ќе биде заклучок или на влада и така натаму. Така што апсолутно мислам дека таква голема работа се согласувам со. Така, можно ли ова не може да се сокрие на тоа? Да било само еден пробен балон, таквите информации објавени во британските медиуми, или да се испита јавното мислење во државата, доколку еве како што велите, можеби се разговарало сепак за некакви знаете како јас долго сум во овој бизнис. И во оваа тема и сум научил да го применувам правилото на Окамовиот бреч, односно дека наједноставното објаснување има тенденција да биде вистинито. Мислам дека политичките елити во Велика Британија пред својата јавност велат да ние имаме план како да се справиме со мигрантите, а дека е тоа далеку од конечната форма на разговори која имале со македонската влада. Мислам дека двете страни во моментот го кажуваат тоа што е популарно во нивните јавности. Не мислам дека тоа имало некаква конкретна форма. Така, добро. Од друга страна, еве опозицијската СДСМ исто така најави резолуција, антимигрантска резолуција, меѓутоа таа се уште не е поднесена во собранието. Еве секојдневно зборуваат против онаа иницијатива која што веќе помина во собранието, од друга страна не ја поднесуваат нивната. Зошто според вас тога е тоа така и ќе ја видиме ли воопшто таа резолуција поднесена во собранието? Мислам дека сами го дадовте одговорот на ова што го прашавте и со претходнава дискусија. Тоа е политика, ви кажа мојот соговорник. Работата она што во мигот смета дека нив им носи најмногу политички поени. А им носи ли според вас? Тоа ќе го кажат луѓето и народот на изборите. Тоа не можеме да го барем јас, пошто не е моја струка, не можем да го проценам. Така. Само знам дека она што е мешање во правниот систем не треба политичарите и извршната власт да го прави. Добро, ајде од оваа малку поабстрактна тема, еве така да ја наречеме мигрантите, да се префрлиме на нешто конкретно. Поднесените предлог измени во кривичниот законник, кои што се веќе доставени во собранието. Со дел од нив, односно во некои од членовите се предвидува заострување на казнената политика, поголеми казни за злоупотреба на службена положба, злоупотреба на јавни набавки, злошторничко здружување. Како гледате на нив? Дали се само козметички или суштински ваквите измени кои што се предлагаат? И дали се можеби избрзани според вас? И само да појасниме дека овие се измени кои што ќе важат се додека не се донесе и официјално новиот кривичен законник кој што се уште се подготвува. Овие измени ако бидат изгласани како дополнување на законот за кривичниот законник, тие ќе важат. Се додека не бидат сменети или не биде нешто ново донесено. Дали се оправдани или не, според она што успеав да го видам и образложението на законот на овие членови кои се менуваат, се оправдани. Зошто? Затоа што правната логика од секогаш налагаше зачестеноста на определен вид на кривично дело.
мора да предизвика заострување на казните од законодавецот. Значи, вие треба да ја следите ситуацијата и таму каде што има зачестеност многу истородни кривични дела, мора да ја заострите казнената политика. За жал, во претходниот период, кога кривичниот законник претрпе измена па се намали казната за злоупотреба на службена положба, одеше надвор од секоја логика, затоа што се зголемуваше бројот на таквите кривични дела, казната се намалуваше. Тоа нема правна логика. Сега се врати еден дел, еве гледачите да знаат, се врати оној дел на искористување на службената положба и овластување како действие кое е казниво, кое беше избришано од законникот. Се враќа јавните набавки и буџетските средства повторно се инкриминирани. Се заострува нешто малку казната, се зголемува, но што е битно? Ова нема да влие на постапките кои се во тек. Законот, кривичниот законник, и тоа правило важи воглавно во сите земји во светот, вика дека доколку законот во време на судењето е 2 или повеќе пати сменет, ќе важи секогаш поблагиот закон за сторителот. Така да овие измени се за некои идни времења, за некои идни обвиненија, кои допрва ќе бидат подигнати. Она што е во мигот процесуирано, овој законник, овие измени не може да важат. Во еден друг дел, животот е динамична категорија. Особено со развојот на технологијата и информатиката се создаваат нови видови на кривични дела, односно нови противправни однесувања кои што треба да ги санкционираме. Јас го поздравувам тоа, као што е во делот на прикажување на порнографски материјали, односно во ставот 2 создавање на една нормална слика по пат на информатички технологии, слика со експлицитна сексуална содржина, и тоа доста луѓе го доживеа. Сега е санкционирано и предвидена е закон, затворска казна. Питачењето е исто воведено како кривично дело, иако можеше да се подведе под запуштање и малтретирање на малолетник, но сега е експлицитно регулирано. Така, овие одредби за прв пат се воведува. Така е. Одзимање на моторно возило со пречекување на брзина 50 над во град или 70 на автопат, 1,5 промили, ако возите, ако добро се сеќавам, веќе тој дел би требало да, пошто е заострена сега казнената политика, би требало да донесе резултати во примена. Но кога ќе донесе? Само ако дословно го почитуваме законот и ако нема селективна правда и двојни аршини. Значи, ако важи за сите живи жители и створови во Република Македонија, без оглед на положбата, функцијата, врските, општествената положба и така натаму, тогаш овој закон ќе биде добар. Секогаш, вие исто знаете дека сите извештаи на експертската јавност меѓународна кажува дека нашата законска рамка и уставна рамка е сосема доволна да спроведеме некои работи. Но основен проблем е што ние законите не ги почитуваме. Основен проблем е што ние имаме двојни аршини и селективна правда во примена на тие закони. И што политиката е длабоко навлезена во правосудството, кое што очигледно не успеа да одолеат на сите тие притисоци. Не постои земја на земјинава топка во која извршната власт, политиката не сака да има влијание во судството. Тоа е многу моќна алатка. Тоа е алатка со која можете да се справите со сите на многу едноставен, законит начин. Но има судства, односно правосудства, кои одолеале на тие притисоци и не дозволиле такво нешто да им се случи. Кај нас, за жал, тоа се случи. Како да се достигне тоа ниво кај нас и прво со промена кои се првите чекори, од кого најмногу зависи тоа? Тоа зависи, за жал, сега од политичарите и од политичката волја, што е
тие се тие кои што сакаат да биде статус кво. Вие сте свесни дека секоја политичка партија кога е опозиција, првата критика е судството не чини, судството е вакво и онакво. Што дојде на власт, седне, најавените реформи ги нема. Почнува со шминка, законски измени. Законските измени не може да бидат реформа. Се додека вие не утврдите кој што работил во изминатите 10 години, начинот на кој постапувал, кој е неговиот морален и професионален кредибилитет, вие не можете да го достигнете тоа ниво и се додека менталниот склоп, а меѓутоа и казните не бидат предвидени и пропишани за докажано влијание на судство од страна на политиката. Кога тоа ќе го расчистиме, тогаш можеби ќе почне судството да заживува. Добро, ајде Арсовски и ваш коментар околу оние поднесени законски измени, односно измени на кривичниот закон кои што се веќе во собранието. Како гледате на нив? Дали се суштински или се само еден вид на премин од оние кои што нели беа спорени и донесени во 2023? Дали со овие предложени измени се анулираат оние кои што беа изгласани на брзо и под европско знаменце во собранието и што може да очекуваме? Ќе има ли некакво влијание и подобрување на правосудството? Во голем дел се согласувам со ова што го кажа Звонко. Прво, околу казнената политика која е вградена сега во новите измени на кривичниот законник, таа е легитимно право на секоја влада. И таа има и своји емпириски елементи, како што кажа Звонко, ако се зголемува некој вид на истородно кривично дело, вие зголемувате казната за тоа дело затоа што треба да има некаква репресивна улога за да го намали тоа, воведувате нови кривични дела кои се појавуваат во меѓувреме, не сте можеле претходно да ги гоните. Јас имам повеќе забелешка на начинот на кој сте носи. Мислам дека требаше да има една поширока дебата. Мислам дека стручната јавност требаше повеќе да биде вклучена во тоа, бидејќи иако го третира мнозинството во моментот го третира како фластер на кривичен законник во очекување на носење на целосен кривичен законник, имајќи ја предмет македонската политичка динамика, може тој фластер да трае 10 години. Значи ние може да бидеме со оваа корекција на кривичниот законник 10 години, мислам дека сепак и таа корекција, дури ако е минимална интервенција, требаше да има некаква по-стручна дебата. На крајот, мислам дека реформите како да дојдеме до помалку корупција и криминал, органите на прогонот никогаш не се соочуваат со проблем дека немаат како да го класификуваат делото. Дека немаат одредба во кривичниот законник по која би можеле да го класификуваат дело и затоа рацете им се врзани секогаш е неказнимост, политички договор, недостаток на правично судење и така натаму. Така што не се техничките измени на висината на казните или додавањето на делата вистинската причина зошто во Македонија има неказнимост. Тоа е недостаток на политичка волја. Недостаток на волја без дискриминација, еднакво за сите, да важи законот. Гледам дека властите во моментот се притиснати од тој низок, од таа ниска доверба во правосудниот систем и гледаме повеќе иницијативи на таа тема. Активирање на некои кривични предмети, Safe City е дел од тој проект и така натаму. Тоа е добро. Добро е да чувствува власта притисок дека треба да испорача нешто за правда. И тоа не може без реформи во правосудството, но треба да имаме предвид дека безмалку 90% по сите извештаи што ги читам јас, од судиите во македонското правосудство се честни судии кои судат честно. Се работи за 10% кои се повторуваат повторно и повторно. Никогаш не го поработевме актни системот. Кај истите 10% судии се паѓаат сите проблематични предмети и така натаму и така натаму. И да, мислам дека со една ревизија на поранешни предмети мора да се почне од таму. И повторувам дека на крајот ќе се сведе на политичка волја. Вие може да го имате најдобриот кривичен законник во светот. Сите дела предвидени, сите казни усогласени и овие правни детали, основното дело, квалификуваните облици на тоа дело, се да биде како под конец. Ако немате политичка волја, нема да се спроведе, тоа ќе остане мртво слово на хартија.
Добро, ајде имаше и некои реакции од дел од партиите, велат дека сепак останува на статус кво состојба околу застарување на делата и бараат зголемување на роковите за застареност, велат кривичните дела со кои директно се оштетува државниот буџет да не застаруваат лесно. Има ли промена околу застарувањето во овие поднесени измени на кривичниот законник и дали се доволни? Тоа треба да даде одговор праксата, инаку со секој зголемување на казната, границата на застареност ја зголемувате. Ако е 5 години, застареноста ќе биде 10 години. И така натаму, има точно во кривичниот законник кога застарува кривичното гонење, така меѓусебно е поврзана висината на казната со застарувањето. Со тоа што знаете, не е проблем ни застарувањето во често пати во изминатиот период повик на властите секој што ќе дојде на власт, застаруваат предметите. Ма не е проблем застареноста, тоа е многу мал процент на предметите. Проблем е што клучни предмети, високоризични корупцијски предмети застаруваат. Не е причина рокот. Причина она што го кажавме, политичката волја, пазарењето меѓу политичките партии, начинот на кој вршат притисок на судството. Вие ги слушавте разговорите, снимените разговори. Таму имаше наши и ваши судии, каде што на партиска координација се бираат судии, се предлагаат и се дава зелено светло тие луѓе, како наши луѓе, ваши луѓе, да станат судии. Кога се санкционираше тоа? Никогаш. Ако вие повторно се враќаме на истото, не извршите евалуација на работењето, се согласувам, нека биде и уназад 10 години. Не мора да е повеќе. Евалуација на работење на секој судија. Вие нема да дојдете до резултати, нема да што да се случи со оние судии кои што велите дека не суделе правично, дека биле корумпирани или како и да е. Имате злоупотреба на бидејќи нивниот мандат е доживотен. Како можат да бидат сменети или да не збориме овде доживотен мандат или да бидат сменети, овде зборуваме за кривично дело. Ако се докаже дека е нешто спротивно на законот направено, дека е, не знам, примен подкуп, извршено влијание, имате кривични дела, луѓе одговара за... Така, па да бидат разрешени. Така е. Разрешувањето е само еден дел, една фаза. Треба навистина да се покаже дека треба да се понесе не само морална, него и кривична одговорност и материјална одговорност. Имаме ние луѓе кои може да го спроведат тоа. Ако вие направите евалуација на работење на секој од судиите, дури не мораме ни тоа да го направиме, не мора топла вода да измислуваме. Албанија многу елегантно го спроведе тоа, нудејќи им можност, сакате да бидете подвргнати на испитување на вашиот имот и начинот на работење, да се подложите на таа проверка, или сакате да си одите од судството. 70 на судии, ако се сеќавам добро, не сакаат да се подложат на проверка, си отидоа. Тоа е меѓу другите работи начин да го проветриме судството. И во право сте, најголем број од судиите се честни луѓе. Но тие честни луѓе ја трпат се во сенка на оние еден мал дел од судиите кои што испорачуваат клиентелистички одлуки, кои дури не мора ни да им ги барате, знаат што треба да испорачаат. Имаше една тајна анкета на ОПСЕ, која многу пати сме ја спомнале, каде што судиите тајно се изјаснија дали има притисок. Тие се изјаснија дека најголем дел од нив трпат притисок, и тоа од своји колеги и председателите на судовите, па од политичарите. Тоа ви е доволен показател. Но изненадува и чуди во еден дел што судиите не се одважуваат, тие се моќна сила, тие се трета власт, што не истапат единствено. Имавме пред извесен период нивно единствено истапување јавно, за да ги кажат своите проблеми и да се спротивстават на политичарите дека не можат на тој начин да се однесуваат. Ако судиите, а тоа би требало да го направат ради себе, самите ги расчистат своите редови, тоа би било одлично. Но тука има еден голем проблем, што судскиот совет не е орган, за жал, кој што ги штити судиите, туку повеќе вдомува луѓе кои што
политичките партии ги стават како истакнати правници, па ги вдомат во судскиот совет, па тие често пати и не знаат што им е работа, ниту може да се снајдат. Добро, ќе има промени во законот за судски совет, па да се надеваме дека... Повторно се враќаме на истото, тоа што ќе има закон, промена на законот не е гаранција дека на вистина нешто во пракса ќе се случи. Ако вие не утврдите одговорноста зошто сме дојдени до ова дереже, до ова ниво, вие можете 20 пати да го смените законот и да имате она што го кажа. Најдобар закон, али ако не го применувате, ништо не вреди. Добро, ајде малку и околу платите кои што се бараат зголемувањето на платите во судството и обвинителството. Кој е вашиот став околу тоа? Власта вели дека не можам да имам свој дел од нив и овие плати што ги земаат сега не ги заслужуваат и се изрично против околу процентот кој што се бара за зголемување на платите.